Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крајбрежје, но не да ги посетам големите туристички места, големиот туризам, туку оној алтернативниот, малиот туризам, да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кои меѓу туристичкиот аудиториум не само надвор од нашата татковина Македонија, туку и во Македонија, и тие имаат многу нешта да им понудат како на странските, а богами и на нашите туристи. Едно од многуте населени места околу Охридската ривиера, оддалечени од Охрид само неколку километри, е и Охридското село Завој. Наминав и во ова убаво Охридско село да се видам со мештаните, да го видам селото Завој, да се запознам со дел од неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Ете како што се вели, дојде и тој ден. Дојдов и во селото Завој. Денот беше убав, сончев, не многу жежок, токму за патување, како што вели народот таман, човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да им се препушти на колоритата убавина која природата му ја дарила на овој крај, на селото Завој, распослано во источниот дел на Охридската котлина, во пазувите на северните падини на планината Петрина, на околу 1000 метри надморска височина, што ја дели Охридската од Ресенската котлина, на 20 километри источно од Охрид, 6 километри од регионалниот пат Ресен-Охрид. Денес Завој повеќе личи на приградска градска населба, а нема да погрешам ако додадам дека Завој може да го носи и епитетот на туристичка населба. Да, туристичка населба која на потенцијалните туристи има што да им понуди, да многу нешта кои ги немаат туристичките населби во Охридско од така наречениот масовен туризам, а дел од тие многу туристички нешта ќе се обидам, драги мои, и вам да ви откријам заедно со моите домајкини од селото Завој. Јас сум Благоје Петрески, од село Завој, роден во ова куќа позади, стара куќа сега рушена, кај што изграден овој објект позади мене. Од 75-та година живеам во Охрид. Од 82 година сум приватник, приватен стопанственик. Решив да се вратам, односно дел од капиталот да инвестирам во Завој, да го направам овој објект, да го развијам тој селски туризам. И како што гледате, овој објект никна од таа идеја до реализација, еве, постала. Нормално, родното село, родниот кај што сум роден, се радувам, тука сум се родил. Се радувам на една прекрасна природа, на црквата Богородица што ни е направена и се што ме окружуваат околу мене, една чиста природа и што ги поканува сите да дојдат, да го видат и да го доживеат тоа што го имаме од природата. За населеното место Завој има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови. За населеното место Завој материјалните пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Село Завој е сместено на североисточно од Охрид на 18 километар во пазувите и подношјето на Петринската планина. Бидејќи ова село е ново село кое е од
1720 година овде доселено, а старото село е на 3 километри, која и вашата телевизија го посети тоа место. Тоа село таму има многу завиоци. По завиоците, каде што врвел турскиот караван, или караваните во времето, го нарекле Завој. А по едни преданија, во турските основи пише дека се вика Загој. Селото Завој од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Тоа припаѓало на Јустинијана Прима, а за тоа говори и легендата која вели дека токму од планината Петрина, од врвот гора, кој високо се извива во небесните синила на околу 1737 метри, веднаш на селото, императорот на Источното Римско царство Јустинијан I се искачил и одовде, кога ги забележал бистрите езерски води на Охридското езеро, со воскит извикал: "Охрид, Охрид!" Селото Завој е мощно старо село, а за тоа говорат и некои материјални артефакти, кои говорат дека селото првпат се спомнува во 145 година пред нашата ера, каде што според пишаните документи низатарот на ова село поминувал најпознатиот и најзначајниот римски пат, антички пат на Балканот, Вија Игнација, кој во најголемиот свој дел врви низ Македонија, кој пат воедно представувал најкратка врска меѓу Рим и источните краишта од царството, најдолг пат граден цели 44 години, започнат со градба од неколку римски цареви, како што се Хадријан и Трајан, Публије, Елије Хадријан, Тит Антониј Пије, завршувајќи го Марко Аурелије. Патекава што сега ја поминав, на виканото место Ангел, кај во непосредна близина на Пештарската црква Свети Михаил Архангел е стариот пат Вија Игнација, кој што поминувал овдека преку Охрид за Јадренското море. Овај пат сега кој од Буково се слеват надолу према Охрид не поставал. Постават само тој пат кој ги врзви, речеме кратко, да ојме Битола, Ресен, Охрид, Корча и така натака, се до Барбари за Рим. Дека на подрачјето на селото Завој постојал организиран живот уште од древните антички времиња, сведочат неколкуте местности како што се Стари Завој, Бачинов Рид, Локва, Стара Ливада, Шатица, Крстот, Богоројца, Селиште, Старо село и други. Соседни села на Завој му се прво му е Скребатно, второ му е Крушје, трето му е Свиништа, четврто му е Опеница и најсоседно село под Петринската планина му е Болно. Првпат селото Завој, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби за Охридскиот регион, меѓу кои и во црковните житија на Свети Климент и Свети Наум Охридски, во нивните црковни похвали и житија, кои датираат од првата деценија на 10 век, и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година,
за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош Петни Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година. Кои се најстари родови во селото Завој? Тие се Цветановци, Тасевци, Петревци, Ристевци, Јаневци и така натака. Првите податоци за селото Завој се содржат во пописниот отомански дефтер број 44 од 1582 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Завој, во кое имало 69 христијански куќи, во кои живееле 69 христијански домаќинства. Во 1514 година селото Завој број 366 жители со 66 домаќинства, а Охрид број 860 жители, значи една половина скоро Завој. Најголемо село во Охридската нахија во тоа време е Вевчани, Елшани, Завој, Велгошти. Во пописниот дефтер од 1682 година, кој се однесува за период од 100 години по преходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 44 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер селото Завој се спомнува како село Завој и припаѓа на румелискиот Беглер Беглус Охридски санџак. Дека селото Завој на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, како и од Јован Трифуновски, еден од најпознатите шведски и македонски антрополози и географи во своите антропогеографски проучувања за Охридско-Стручката област за селото Завој, издадено во Белград во 1959 година, го забележал следното. Завој е село од збиен тип. Се дели на горни, средни и долни крај. Во секој крај се наоѓало едно мало, а секое мало представувало еден семеен род. Такви мала се Тасевско мало, Цветановско мало и Крстановско мало, каде што се изградени 40 куќи. Завој е село кое припаѓа на Охридската околија, кое својот непрекинат континуитет на постоење е забележан од средновековието па се до ден денешен. Според народното предание, селото Завој се до 1860 година постоело северно денешното село во местноста викана Стар Завој, од каде што од оваа година селото Завој се заселило каде што е и денеска. Најстари семејни родови во селото Завој се семејниот род на Крстановци, за кој се знае дека броел 20 семејства, кои заедно со семејниот род на Тасевци и семејниот род на Цветановци пред 120 години од местото викано Стар Завој или поточно речено во 1860 година го заселиле денешното село Завој. Покрај овие родови, селото Завој го заселиле и семејните родови на Трајчевци, Јаневци, Деспотовци, Секуловци, Климовци, Петровци и Размовци, кои водат потекло од семејната лоза на семејниот род на Крстановци, додека пак семејните родови на Мирчовци, Анđелковци и Шабановци водат потекло од семејната лоза на Цветановци.
Семејниот род на Шутевци, иако е дел од семејниот род на Крстановци, името го носи по основачот на овој семејен род Шуте, кој во семејниот род на Крстановци како домазет дошол од селото Коратица, а од овој семејен род води потекло македонскиот раскажувач, романсиер, академик и поранешен ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи Димитар Митрев. Редно е да се спомнит неговото име, бидејќи неговиот татко е роден во нашето село Завој, Анастас Митрев. Така да ќе ви прочитаме од статија од неговите зборови што ги има напишано во својата книга Академија Митрев. Пошто рековме да ви прочитам некоја статија од книгата од Димитар Митрев, ова е таа книга. И ќе прочитаме мал дел да се запознаете. Моето родно село Завој. 15 на километри северозападно од Охрид, таму каде што се собираат разграноците на планината Бигла и Петрино, по завоите на стариот римски пат Ресен-Охрид струга се наоѓа урнатини остатоци од неговашната населба Завој. Изгледа дека името и дошло од самата местоположба на селото било изградено врз Завој и било наречено Завој. Ако се суди според темелите на двете црквички Света Богородица и Света Никола, според големината на селските гробишта на остатоците од куќите, некогашното село можело да има околу 100 куќи. Кога човек ќе дојде во селото Завој, кога човек ќе прошета низ овие три мала, овде ќе има карактеристично што ова село, покрај тоа што има своја летна слава, има три поранешни цркви, ново изградени, Да. има и своја селска црква. Ајде малку да ни кажеш повеќе за овие светилишта овде во селото Завој. Во старото село Завој, вие то го посетивте, видовте кај што се обновени две цркви, Свети Илија и Света Богородица. Та Света Богородица била манастир, по преданијата, манастир. И имаме археолошки откритија дека тој манастир е изграден во 1300 година, 1300 година. Дури во 1934 година изградиле оваа црква. Така да Завој имат сега една црква Света Богородица на 28 која славит, а овие кои ги снимивте триве другиве се заеднички од секоја мала светијонски цркви, кои се собират луѓето од малата на Светијон на Водици и слават, речиме, поред секоја година башка кум имат и башка дават, речиме, посебно си дават храна за гостите. И ни идет многу народ. А на Богородица горе, вервајте, идат појќе од 1000 луѓе. Таму имаме современа трпезарија, како го видовте и како е така уредено и така. Кога секој добронамерник ќе дојде во селото Завој и кога ќе прошета низ селските сокачења и патчења, навистина ќе се воодушеви од она што ќе го види, затоа што се уште во ова село може да се види она вистинска селска идила и покрај тоа што на местото на порано опашаниот зид со вертикални, хоризонтални греди и летви, на кованите штички и преплетените прачки на малтерот направен со глинена кал измешана со слама и покрај тоа што на местото на куќите со приземје и кат, со задолжителен чардак и огниште, од приземјето иззидано од камен, а катот изграден од цигла и покрај тоа што на местото на некогашните амбари за жито, на просториите во кои се чувал добитокот, на катот на кои што се живеело, на селските некои помали или поголеми дворишта, порано оградени со големи дебели ѕидови и тешки дрвени порти, одамна е вграден завојчкиот камен, бетон и малтер, сепак ќе се воодушеви не само од традиционалниот начин на градба, од задржаната стара традиционална македонска чаршиска архитектура, која од памтивеќе ја има ова село, туку и од старата традиционална селска кујна.
јадење што е на масата е го правеле нашите баби години уназад. Сега може да се нарачат и да се консумират во Конак завој. Почуваме од ѓомнес. Второто е петулици со сирење. Петулиците се специјалитет, пошто се прават на петуличарка. Тоа е еден предмет од глина која се прави тука во Завој и се печи на оган. Така има посебен вкус. Третото е зелник по наше комат. Така. Исто печено на дрва, седи тука на дрва. Четвртото е качамак. Петото е тавче гравче кој е варено во грне и после е правено во тава да се подпечи. Објектов имат 16 соби, двокреветни соби, секоја со купатило, имат ресторан. Се предвидуваат, имат направено простор за винотека. Се нудит јадење од кујната на баба ми, селски јадења, со најава селски јадења, затоа што за такви јадења треба подолго време термички да се обработат. И има оскара, најнормално, тоа е најбрза услуга оскара да се направи, повеќе работи оскара. Ако би дошол еден туриста кај нас да престојуваат, може покрај ова што го нудам јас, се посетат, имаме 3 цркви, планината е многу убава, патот е така во една шума, во ладовина, вода имат на секое место да се освежи. Имаме 3 дена посебно во Завој што ги славиме и што сите жители од Завој што се иселени се враќаат на тие денови. Нивните пријатели ги покануваме и гости кои сакаат да дојдат за тие денови. Тоа е богојавление водици, кај нас на посебен начин ги славиме. Имаме 4 објекти направено само за тој ден, кај што имат јадење, пиење, кумовите дават јадење и пиење, тоа е еден убав ден. 2 дена се слави, женски и машки водици. Вториот ден е Елена и Константин празникот. Кум дават јадење кај црквата, Богородица, и трет ден самата Богородица дават исто ручек на ден 28 август. Четврто, на 4 километри од тука, Мала Богородица, исто и таму се збираме, мештаните повеќе, се збираме и така да го обележиме тој ден. За да има повраток по селата да се вратат, има, јас би рекол, 3 работи. Вечити страв немат, еден ден му се зема стравот. Вечита љубов немат, прекинвит, вечити интерес имат. Ако граѓанинот го најде вечитиот интерес, тој ќе дојде тука. А за да го најде, треба да му поможи државата. Доста само на зборови, на дела треба да се поможи. За да се поможи, има што да се поможи, да се развијат осточарство, посточарство, говедарство, конјарство, краварство, овчарство, козарство, се може да се развијат. Планината дава све, али треба една финансова каписла да даде државата на одредени работи, на конкретни работи да инвестира државата, да помогне и ќе се врати на државата. За да почне бизнис му треба помош, не може сам. Помошта ќе добијат од фамилијата, кога и фамилијата ќе најдете интерес тука, ќе е почесто тука. И така имат повраток. Иначе ако правиме со збор, никој не би се вратил. Конак Завој и Благоје Петрски со фамилијата ме очекуваат да дојдете. Да дојдат и другите гости. Да ги пречекаме и да ги спратиме на гостени. Ви благодарам.
Јас се викам Ангела Симејановска, имам 6 години и септември ќе почнам на училиште. Како се вика тато? Гоце, Мама? Александра, Баба како се вика? баба Дунки, Другата баба? баба Рики, Дедо? Благоја, Другиот дедо? Боги. А ти како се викаш? Јас се викам Михела, имам 4,5 години. Како се вика тато? Тато Гоце, А мама? мама Александра, Дедо како се вика? дедо Благоја, Со дедичка што си играте најмногу? играчки, Што тоа? кукли. Кукли. Имаш другарчина во Охрид кај што живееш? Да, Како ти се викаат? А ти Чичо? да. Како ти се викаат? Марија и Теодора. Како? Марија и Теодора. Марија и Теодора. Марија колку години има? 6. А Теодора? 6. Драги наши македонци, ја сочувствувам вашата болка и вашата носталгија за родината. Мират солзи, затоа што има многу роднини. Значи, знам како ви трепери душата на вас. Колку мечтаете за родината. Колку мечтаете за гробовите на вашите деди. За вашите млади спомени. Елајте си, дојдете, никаде поубо немат. Никаде немојте да се чувствувате подобро и послободно од нашата најубава Македонија. Може ли вас, таму каде што сте, Нови Зеланд, Австралија, Америка и некаде, да ви биде сладка храната и сладка песната како во Македонија? Не можете. Вие кога да дојдете, јас вас ве чувствувам, ве разбирам. Каква ви е душата, колку мечтаете за родината. Но ето така дојде времето. Ние ја чуваме родинава. Елајте си. Драги мои, сето ова што ви го раскажав во оваа репортажа за селото Завој е само мал дел од многуте приказни кои ми ги раскажа моите домајќини, завојчани, а ако сакате поодблизу да се запознаете со селото Завој, моја препорака е дојдете во ова живописно село, распослано во колоритниот пејзаж на планинската убавица Петрина, на околу 1000 метри надморска височина, што ја дели Охридската и Ресенската котлина на 20 на километри источно од Охрид и на само 6 километри од оригиналниот пат Ресен-Охрид.